Тие платија голема цена за таа изолационистичка политика на Орбан и едноставно се заморија со фактот да бидат црни овци во Европската унија. На десничарскиот популизам не се очекува некакви круцијални разлики во однос на владењето на Виктор Орбан. Но во делот на усогласеност со политиките на ЕУ и политика која во однос на Украина пред се е далеку повеќе усогласена со онаа на ЕУ, тогаш да, Петар Маџар се очекува да го смени курсот. Токму овој резултат на Орбан треба да ја мотивира македонската надворешна политика да се тргне од двоецот Трамп-Нетањаху. Едното сценарио е дека Груевски ќе се најде нова дестинација, а второто сценарио, ако веќе дојде во Македонија, ако биде испорачан, јас мислам дека нисправниот лавиринт дека ќе биде ослободен. И доколку сака Петар Маџар да му направи огромна услуга на Христијан Мицковски, сметам дека тој би го испорачал Никола Груевски. Нема доволно наука. Значи потребно е наука за да има и квалитетно високо образование, потребни се истражувања и потребно е објавување на трудови. Недоволно се објавуваат трудови? Недоволно се објавуваат. Ние имаме статистика направено дека потребно е да објавиме 3 пати повеќе од она што сега го објавуваме за да се најдеме на Шангайска листа. Политиката на државата, која што ние самите ја одредуваме со правото на глас, треба да работи на политички програми кои што се во интерес на граѓаните. Гледате ново издание на Тренинг, добро вечер. Унгарија доби нов лидер, Петар Маџар, евреин, конзервативец по своите убедувања. Тој го помина патот од ученик до приврзаник на Орбан и денеска да стане негов главен ривал. За европската ориентација на Маџар говори и неговото предупредување. Русија е безбедносен ризик, не народот, туку елитите. Во историјата веќе го почитувавме значењето на силата на руската мечка, изјави идниот унгарски премиер. Заврши долгиот мандат на Виктор Орбан по 16 годишно владење. Смена на власта во Будимпешта. Десно ориентираниот политичар Виктор Орбан, што е пријател на Македонија и непосредно поврзан со премиерот Мицковски, го навлече гневот на партнерите на Европската унија, но го привлече и вниманието на Доналд Трамп. Не успеа обидот на Будимпешта и со копи-пейст политиката на Тито. Пари од Запад, страф од Исток. Следува ново поглавје во развојот на Унгарија, откако унгарскиот народ со решително не го симна од тронот Орбан. Може ли сега екс-премиерот Никола Груевски да биде мирен, спокоен? Неговиот лидер и актуелен премиер Мицковски беше категоричен. Доколку Никола Груевски се појави во Македонија, ќе биде обезбеден од органите на редот и ќе биде упатен на отслужување на затворска казна. Дали Никола Груевски ќе се врати дома или сега веќе бара ново засолниште? Допорва ќе се одмотнува клопчето. Но сосема е известно дека дури и доколку Унгарија одлучи негова екстрадиција, тој процес веројатно ќе потрае. Следите Трилинг, а на почетокот ова издание околу изборните резултати во Унгарија. Размислуваме, анализираме и проценуваме со нашите вечерашни соговорници. Новинарката Слободанка Јовановска од Независен, како и Љупче Златев од Радио Лидер. Мислам дека тек ќе видиме во кој правец ќе се движи Унгарија. Реално неговите политики се познати, што ги најави, ветувањата предизборни. Очекувам дека ќе има голем пресврт во смисла бидејќи гласачите пратија силна порака на изборите. Јасно е дека во Унгарија луѓето сакаат промена од досегашната политика што водеше Орбан и која што значеше некој вид изолација и некој вид како да кажам политика спротивна на она што постои во моментот во Европската унија. Мислам дека и оние свати таа задача што му ја дадоа граѓаните и дека реално без оглед што потекнува нели од партијата на Орбан, што е поранешен член на Фидес, што на некој начин ставовите му се конзервативни како на таа партија и на некој начин ги следел некое време политиките на Орбан, мислам дека он свати дека негова шанса политичка е да раскрсти со тоа што го
што се случуваше до сега во Унгарија. Така што мислам дека он повеќе ќе биде склон да гледа кон Брисел, бидејќи во моментов она што е најважно за Унгарија е да ги добие парите кои што се замрзнати поради многуте реформи што не ги направи Орбан. Втората работа ќе му биде да раскрсти во надворешната политика во однос на Украина, во однос на политиката на десничарските партии што се протегаат од САД до Германија, бидејќи ќе сака да покаже дека се разликува од досегашниот премиер. Дали е ова победа на проевропски ориентираниот Маđар наспроти проруски, ако може така да се каже, досегашен или до вчерашен премиер Орбан? Може и така да се каже, макар што мислам дека она што беше одлучувачко за унгарските граѓани кога гласаа за Петер Маđар не беше надворешната политика, не беше Путин, иако во голема мерка он ја водеше кампањата на таа карта. Мислам дека во најголема мерка надвладеа внатрешната состојба во Унгарија. Они платија голема цена за таа изолационистичка политика на Орбан и едноставно се заморија со фактот да бидат црни овци во Европската Унија. Затоа мислам дека играше реално на изборите Орбан на картата на прорусија, играше исто така на картата анти-Киев. Меѓутоа, мислам дека тоа му беше најголемата грешка и може би една од основните причини поради кои што ги изгуби изборите. Мојата анализа беше дека Орбан нема што да им понуди веќе на гласачите. Он е толку истрошен после 16 години на власт, да едноставно немаше внатрешно прашање што може да го отвори и што некој ќе му поверува во Унгарија и затоа мораше да се ориентира кон теми кои што се надвор од Унгарија и кои што на некој начин играше со националистичките чувства во земјата. Мислам дека Унгарија, тие 16 години на пропаганда во Унгарија, антиукраинска пропаганда, анти-ЕУ, имаат оставено некои корени. И тоа ќе биде тешка задача да се расчисти, да се профилира јавното мислење и да се профилира граѓаните во друг правец. Сигурно има некои остатоци од таа политика, меѓутоа резултатот од таа политика е многу очигледен. И унгарците го почувствуваа и по джебот, и по статусот, и по се, и мислам дека затоа расчистија. Унгарија ќе се движи во еден правец во кој за многу работи веќе се движи, но се очекува приближување кон европските политики, односно поголема усогласеност на официјална Будимпешта со политиките на официјален Брисел. Много интересна статија имаше Майкл Можбаер, мислам му беше презимето, уредник, коментатор на Daily Telegraph. Тој вели, на последните избори унгарците избраа орбанизам без Орбан. Во однос на политиките за миграција, доколку ја прочитате програмата на новиот премиер на Унгарија Петар Маđар, ќе видите дека тој има дури порадикални позиции од оние на Виктор Орбан. Во оние конзервативни политики во делот на, не знам, поддршка на многудетни семејства или скратување на правата, ограничување на правата на луѓето со ЛГБТ определба и така натаму, Петар Маđар е дури порадикален од Виктор Орбан. И сликата во Унгарија е многу јасна. Имате 3 парламентарни партии и сите 3 и припагаат на десницата. Така што во делот на национализмот, на десничарскиот популизам, не се очекува некакви круцијални разлики во однос на владењето на Виктор Орбан. Но во делот на усогласеност со политиките на ЕУ и политика која во однос на Украина пред се е далеку повеќе усогласена со онаа на ЕУ, тогаш да, Петар Маđар се очекува да го смени курсот и Унгарија да влезе во еден сосема поинаков правец. Дали ова значи дека дали изборниот исход е всушност победа на проевропската ориентација наспроти проруската? Знаете, Виктор Орбан, барем за внатрешна употреба, никогаш немал проруски политики. Политиките на Виктор Орбан беа правенствено дека ние смееме и ние треба и ние мораме да правиме бизнис со Русија.
проруската политика на Виктор Орбан не беше идеолошка. Проруската политика на Виктор Орбан беше исклучиво од делот на политичката економија, односно делот на меѓународната трговија. Неговиот концепт за функционирање на Унгарија како европска нација е ист со концептот на Петар Маџар, кој практично доаѓа од неговата политичка партија. Така што европска или руска Унгарија никогаш не беше тема. И верувам дека и сега не е тема во, иако нели многумина, особено власта нова во Унгарија сака така да го портретира, но не изгледаат работите баш така. Орбан беше, како да кажам, силен поддржувач нели на интересите на Москва, меѓутоа јас реално никогаш не викам никогаш. Јас мислам дека еден ќе падне, друг ќе се појави. Путин се уште го има Фицо, има силна, има, како се вика, политичка поддршка во полската влада, новата полска влада. Исто така Орбан е, се извинувам, Радев е силно проруски, така што десничарските сили и проруските сили не се поразени во Европа. Нивното време не доаѓа на таква голема врата како што се очекуваше, меѓутоа некои губат, некои доаѓаат и се менуваат. Мислам дека ќе треба да помине уште долго време додека да биде нивната идеологија да биде сосема поразена. Дали се уште ќе биде и натаму ствари големо влијанието на авторитарните лидери? На кого мислите? Па еве, беше оквалификуван како авторитарен. Јас би рекла дека он беше мек авторитарец и повеќе би рекла дека беше корумпиран лидер отколку авторитарец. Мислам дека времето на авторитарните лидери во Европа тешко дека ќе дојде. Едноставно во Европа не може тоа да се случува до толка во Америка како што гледаме на други континенти. Дали со падот на Орбан всушност паѓа и чадорот и влијанието врз Балканот и руското мешање врз регионот? Русија никогаш не ги користела унгарските канали за влијание во регионот. Сосем спротивно, Русија секогаш се обидувала и создавала своји канали, затоа што Унгарија никогаш не била прокси на Русија во однос на Балканскиот регион. Унгарија себе си се доживува. Јас сум го запознал сосем случајно на една студентска конференција каде двајцата случајно се најдовме во 2016 година и тоа бевме идеолошки целосно различни од мнозинството кој бе радикална десница. Сум го сретнал во живо Петар Маџар. И можам да ви кажам дека од секогаш Унгарија се доживувала себе си како регионална сила. Тоа е оној сентимент оставен од Австро-Унгарската империја. И тие секогаш, дали зборуваме за влијанието во Телекомот, дали зборуваме во влијанието во аквизиција на одредени медиуми, дали зборуваме во влијанието на политиката, дали зборуваме во овие кредитни договори кои ги има со Македонија, договори за стратешко партнерство кои ги има и со Хрватска, и со Македонија, и со Србија, и со Словенија. Ти имаат огромно влијание и во Словенија. Влијанието во Унгарија таа секогаш себе си се доживувала како регионална сила и никогаш не делувала како прокси на Русија и не може да го гледаме тоа дека сега Русија ќе добие или ќе изгуби или Западот ќе добие или ќе изгуби. Унгарија секогаш своите политики овде ги гледала слични со Австрија, да речеме. Ги гледала како свој експанзионистички економски интерес, затоа што тие доаѓаат од Централна Европа, имаат повисок економски стадиум од сите нас и едноставно сакаат економски да влијат, сакаат, да бидам најбрутално искрен, сакаат да прават пари во регионот. Дали ова е победа на европското крило наспроти американското крило, имајќи во предвид дека Трамп силно и јавно застана во поддршка на
до вчерашниот унгарски премиер, а сега веќе е опозиционер? Јас мислам дека нема американско крило во Европа. Јас мислам дека општо во светот, не само во Европа, влада е големо разочарување од политиката што ја води Трамп. Едноставно, јас не знам дали некој воопшто ја поддржува таа политика, освен некои десничарски партии кои што се директно поврзани со на финансиски, политички, не знам каков план. Реално не гледам проамериканско крило, не гледам ни дека посетата на Венс ми помогна нешто на Орбан изборите, напротив, сите проценки беа дека ќе му наштети. Така што мислам дека ова е повеќе дали си проевропа или си антиевропа. Повеќе таква определба беше. Мислам дека Америка тука не играше улога никаква. Поддршката на Доналд Трамп на Орбан му делуваше токсично на овие избори. Затоа што очигледно дека сентиментот во Европа, особено по почетокот на овој конфликт со Иран, е прилично анти-Трамп. И практично Орбан изгуби дел од поддршката најмногу затоа што беше сервилен на двоецот, би рекол, Трамп-Нетањаху. И што делуваше буквално спротивно од ставовите на огромен дел од популацијата на Унгарија во однос визави политиките на Трамп или политиките на Нетањаху. Она што ќе остане јасно после овие избори е дека Орбан погреши кога мислеше дека поради меѓународната поддршка ќе ги добие изборите. На крај излезе дека поддршката можете да ја добиете или да ја изгубите единствено од граѓаните. И Трамп не само што не му помогна, па беше таму и J.D. Vance, подпредседателот на САД, туку му одмогна во неговото представување пред унгарскиот народ како автентичен борец за интересите на Унгарија и унгарците. Ги знаеме релациите меѓу Скопје и Будимпешта. Како дали актуелната влада, особено водечкото, владеачката гарнитура е изненадена од ваквиот изборен Пораз? Не. исход? Да. Мислам дека не се изненадени. Мислам дека тоа се види при последната посета на премиерот на Унгарија. Реално нашата делегација, македонска делегација, отпатува во Унгарија за да даде поддршка на Орбан пред изборите. Меѓутоа, таа поддршка беше толку дискретно дадена и толку беше спакувана во некоја друга форма, како соработка меѓувладина, што беше јасно дека на Мицковски му е јасно дека Орбан нема да победи и дека и за него е ризик личен, ќе биде политички пораз, ако јавно излезе на сцена како Венс и го поддржи Орбан. Никој не веруваше таа приказна, дури Венс изјави дека не верува дека ќе победи. Така што мислам дека во владата одамна се подготвени и соочени со фактот дека Орбан на овие избори нема да добие и мислам дека има сценарио за оваа ситуација веќе подготвено. Во времето на мандатот на Орбан беше подпишана кредитната линија од 1 милијарда. Кој повеќе ќе има главоболки? Новиот унгарски премиер или македонските власти? Знаете, во договорите за кредитирање, независно дали држава земела кредит или вие сте отишле во банка да земете кредит, главоболката е секогаш обострана. Го боли и тој што треба да земе пари, го боли и тој што треба да врати пари. Двајцата се оптеретени со одредени рокови. Петар Маџар имаше јасна изјава, во која што ја спомна и Македонија, со називот на нашата земја. Рече дека практично соработката на Орбан со одредени балкански земји, каква што е Македонија, ја спомна Македонија посочувајќи го тој пример, не е причина Унгарија сега да ја смени политиката. И дека и понатаму тие стратешки партнери ќе останат стратешки партнери на Унгарија и дополнително даде јасно ветување дека тој нема да влијае на политиката во овие земји. Веројатно, нели, алудирајќи дека Орбан претходно влијаел, но тој кажа ние нема да се мешаме во избори и во политики во тие земји. Така што мислам дека нема да има главоболка со овој кредит, доколку ние на време ги вратиме парите
и доколку Унгарија на време ги прими парите. Доколку како во секој должничко доверителски однос би рекол. Како вие ја доживувате пораката на новиот премиер дека Унгарија нема да биде меѓународно засолниште за криминалците? Таа порака е очекувана, бидејќи Петер Маџар сака да расчисти со целата политика на Орбан. Во рамките на таа политика спаќа нели азилот на Груевски, кој што беше актуелна тема во Унгарија, пишуваа за тоа многу медиуми. Јас очекувам дека има две сценарија, нели, нормално, сите ние не можеме да предвидиме точно што ќе се случи. Едното сценарио е дека Груевски ќе си најде нова дестинација, а второто сценарио, ако веќе дојде во Македонија, ако биде испорачан, јас мислам дека нисправниот лавиринт дека ќе биде ослободен. Сметам дека тоа е процес кој, доколку ги земете законските прописи во Унгарија, тоа ќе биде многу тешка мисија доколку сака да го испорача назад Никола Груевски, затоа што тој веќе има добиено азил за одреден случај. Сега треба да се има одредени нели законски процедури кои ги важат, односно права кои ги добива секој кој добил азил. Меѓу другото, сметам дека најверојатно господинот Груевски веќе има добиено и унгарско државјанство. Па сега не знам дали има договори за екстрадиција и така натаму, но тоа сепак е една законска процедура која не трае ни 1 месец, ни 3 месеци, а богами ни 6 месеци, ни година дена. Доколку има политичка волја, може и да го екстрадираат, иако не верувам дека тоа ќе му биде сега еден од приоритетите на Маџар. Тој има многу позначајни работи да реши во првите месеци од неговото владење. А доколку го испорача, изјавата на премиерот беше јасна на Македонија дека ние сме подготвени да го пречекаме и да го упатиме Груевски таму каде што му е местото. И доколку сака Петар Маџар да му направи огромна услуга на Христијан Мицковски, сметам дека тој би го испорачал Никола Груевски. Затоа што така и последниот товар кој го има ВМРО ДПМН од минатото, тие би го расчистиле. Што е поверојатно? Екс-премиерот Груевски да биде вратен дома или поранешниот лидер на ВМРО ДПМН да најде ново засолниште? Не можем да влезам во главата на Груевски. Многу поупатен и тоа не им успеало. Така што не знам која ќе биде алтернативата која тој би ја барал во овој процес. Но доколку Груевски бара засолниште, познавајќи ја неговата политичка лукавост, би рекол, можам да се обложам дека тоа нема да биде Русија или Кина или некоја земја каде што многумина би сакале тој да отиде. Може ли е политички потрес од евентуалното негово враќање? Не. Внатрешно во земја? Не. Нашата влада е прилично има ВМРО ДПМН општо како партија, они секогаш имаат цврста структура која секогаш е обединета околу лидерот. Многу похаризматски лидери од типот на Љупчо Георгиевски не успеале да направат потрес во ВМРО ДПМН, така што не верувам дека и Груевски би го направил. Истото, но дека ќе биде тема атрактивна за медиумите и политичката сцена, евентуалното негово враќање, тоа е јасно, ама за политичките реперкусии од тоа, искрено сум скептик. Груевски статутарно е ограничен со новиот статус нели на ВМРО, статут на ВМРО, не може да биде повеќе од 2 пати премиер. Никој во партијата. Втора работа, јас мислам дека главната цел на Груевски на ВМРО ќе биде како он да се амнестира, едноставно да се ослободи од обвиненијата и дека они ќе бидат фокусирани на тоа. Дури да покаже политичка амбиција Груевски, ние мора да сме свесни дека времето не стои, се смени околностите. Призмата низ која што сега го гледаме Груевски не е иста како пред 2017 година. Едноставно тој нема што да понуди веќе на граѓаните во Македонија и не знам кој граѓанин ќе гласа за некого што е на црна листа на САД. Мислам дека неговите политички шанси се многу мали. Македонската дипломатија, односно македонската надворешна политика се потпира на
истите луѓе на кои се подпираше Орбан, тоа се Трамп и Нетањаху. Не го ставам Путин овде, затоа што во однос на Украина, Македонија има диаметрално спротивни ставови од оние кои ги имаше владата на Орбан. Но, во однос на случувањето на Блискиот Исток, во однос на геноцидот во Газа, македонската политика покажа сличен став со оној на Виктор Орбан. Ние се сеќаваме на оние гласања во Обединетите нации, каде што ние гласавме заедно со Унгарија и со уште неколку острови, банана држави, би ги нарекол, против хуманитарна помош за Газа. Тоа е проблематично, Чомовски. Знаете, тоа е многу проблематично. И сметам дека токму овој резултат на Орбан треба да ја мотивира македонската надворешна политика да се тргне од двоецот Трамп-Нетањаху и малку повеќе да се усогласи со европската надворешна политика. Договорот со Британија и соработката со Британија е чекор кон тоа. Но ни треба уште еден дополнителен чекор. Затоа што е очигледно дека таа врска која ја имаше Орбан со Трамп и Нетањаху се покаже како токсична за него. Не сакаме таа врска да се покаже како токсична за иднината на нашата земја. Само откако ќе се случи нешто лошо и тоа го учат во моментот кога ги надвладува, ги обзема некоја таква колективна болка и траума, меѓутоа тоа многу брзо се заборава до следната и на долг рок испаѓа дека сепак не учиме, меѓутоа јас сум оптимист и сакам да верувам дека не мора да се случат, да чекаме да се случат лошите работи, трагедиите и катастрофите за да научиме нешто, дека имаме прилика, отворени сме, постои интернет, постојат многу начини да се информираш и верувам дека доколку се сака може да се научи. Ништо нормално е новата збирка раскази од Симона Јовановска, која важи за една од најзабележителните македонски писателки. Позната е по незините длабоки и комплексни приказни, како што се наградуваниот роман Денот на црвото. Потоа збирката раскази ги најдов во длабокото, последниот кат Кажи му на куќето, романот Леска Брезовска и други. Добитничка е на наградата Роман на годината токму за романот Денот на црвот. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Јовановска, ништо нормално. Што денес е нормално за вас? Да. Па насловот го носи името Ништо нормално, кое што ми дојде спонтано, еден убав ден кога размислував како би можело да се вика оваа збирка и што е она што е заедничко, како заедничка нишка за расказите. Кога размислував за терминот нормално, нели, тргнуваш од различни перспективи и од една страна нормалното е посакувано, очекувано и прифатливо за да функционира едно општество, нели, по однапред определени теркови и кои што ни даваат чувство на стабилност и на сигурност и на предвидливост. Меѓутоа, од друга страна, најдов на размислување дека нормалното многу пати може да делува ограничувачки и дека е индивидуално и различно за секој човек. Така што кога зборуваме што е нормално и што не е нормално, треба да тргнеме пред се со прашањето во однос на што? Во однос на кој? Во однос на кого? Кој го одредува? И да бидеме малце поотворени пред да етикетираме и да обележиме нешто како нормално или како ненормално, се со цел да го стигматизираме, да го подложиме на дискриминација. Значи, како еден вид на критика или апел, да бидеме поотворени кон она што е нормално, ненормално и различно од нас. Низ збирката во повеќе наврати, а и во самиот наслов се тематизира нормалното. Дали алудирате на потребата од општествени промени, кои би требало да придонесат во функционален систем и да создадат чувство на сигурност, перспективност?
Па лично сметам дека секој автор кога се одлучува да напише нешто и да го објави, нели да го даде на достапно на јавноста, има прилика да испрати порака, да испрати свое видување, да се обиде да направи некаков импакт и лично верувам дека без разлика во каква да се состојба нештата, во моментот секогаш може да им се пристапи од различен аспект и перспектива со цел да се подобрат. Така што луѓето кои што ќе читаат оваа збирка и расказите можат пред се и би сакала во себе си да пронајдат што е она што за нив е нормално, што е она што нив ги кочи од намерата да стигнат таму каде што се предодредени, а понатака кога секој човек кој што тргнува од себе и кој што стига на некое убаво место во себе си е способен истото да го пренесе и надвор, затоа што ако индивидуата не е задоволна, среќна и ако е фрустрирана таму каде што се наоѓа, не може да биде ни добар граѓанин, ни добар сосед, ни добар партнер, ни добар колега и пријател и така натаму. Така што да, испраќам апел кој што го оставам на слободно толкување на сите што ќе го читаат, иако би сакала тоа да биде едно општо преиспитување на нормалност. Јовановска, што во моментов најмногу ве мачи? Што најмногу ви создава проблеми, главоболка? Па, како и повеќето граѓани на нашата држава, нели, ме мачат пред се локалните предизвици со кои што се соочуваме, нечистотијата, нерешените еколошки прашања ме мачат, ме мачи притисокот на вештачката интелигенција врз работните места и неизвестноста на еднината по тој основ, а исто така како жител на светот, нели, ме мачат и глобалните прашања, војните кои што ни се случуваат на нашиот континент и на Блискиот исток во моментов, ме мачи корупцијата, организираниот криминал и една така наречена апатија која што се раѓа кај младите, кои што се помалце веруваат во системот, се помалце се замараат за политика и следствено на тоа се повеќе се одселуваат. Вие во една прилика велите од стапките од нормалното го трасираат патот кон промените. Да, тоа го велам во контекст дека ако постојано правиме иста работа, ако постојано ги повторуваме истите грешки и кои што за нас нели по природа на нештата, затоа што ги правиме неколку, ги правиме постојано ги повторуваме, станале веќе нормални, не можеме да очекуваме дека со истото однесување може да се случи промена. Промената доаѓа тогаш кога ќе го смениш твоето однесување, без разлика дали тоа ќе биде председне или треба да се роди во тебе, да се смени некаков став, навика, стереотип, предрасуда, да се отвориме кон нешто ново, да се затвориме кон нешто што не функционирало, а понатака нели да го спроведеме како акција на дело. Значи, од стапките од она на кое што сме навикнати постојано да го правиме или се очекува од нас, го трасираат патот кон промените. Не можеш да очекуваш дека ќе има промена ако се однесуваш постојано исто. Извлекуваме ли поуки од грешките или постојано ги повторуваме? Не знам, на колективно ниво, за жал, луѓето не само тука, туку и во пошироко учат само од како ќе се случи нешто лошо и тоа го учат во моментот кога ги надвладува, ги обзема некоја таква колективна болка и траума, меѓутоа тоа многу брзо се заборава до следната и на долг рок испаѓа дека сепак не учиме, меѓутоа јас сум оптимист и сакам да верувам дека не мора да се случат, да чекаме да се случат лошите работи, трагедиите и катастрофите за да научиме нешто, дека имаме прилика, отворени сме, постои интернет, постојат многу начини да се информираш и верувам дека доколку се сака, може да се научи и од тугите грешки. Дали живееме во земја на чудата и апсурдите? Знаете, и на светско ниво сега се е чудо и абсурд. Малце ми е цинично и малце ми е мене лично абсурдно да зборам од една така наречена привилегирана позиција за колку е се лошо и колку се е безизлезно и колку се е катастрофа. Во нашата земја има и убави и неубави работи, исто како што има сегда во светот и убави и неубави. За жал, мојата најголема болка е дека може подобро, дека имаме потенцијал, дека имаме луѓе што вредат,
и услови и се, меѓутоа луѓето не се мотивирани да ги направат тие промени заради тоа што има една сеопшта неказнивост владе и никој не е мотивиран да работи добро, да биде честен и да вложи тука. Но пак ќе кажам, верувам дека може да биде подобар. Иселувањето во последниве години е рак рана за Македонија. Вие припаѓате во оваа помлада група на писатели. Како вие лично, како уметник, ја доживувате белата чума? Дали според вас е подобро човек да се жртвува и да биде свој на своите и да остане дома, или да си ја побара перспективата во странство? Така, да. Мислам дека веќе не ни постои човек кој што нема некој свој, кој што му е одселен. Сите сме свесни што се случува. Искрено, јас мислам дека секој човек треба да си ја побара својата среќа таму кај што мисли дека го чека, ако не е задоволен од местото каде што живее или доколку мисли дека некаде надвор може да биде дочекан подобро, треба да си се проба, дека треба да се водиме пред се од остварување на личните цели, а дури понатака да ги гледаме целите на татковината, заради особено кога државата не те наградува и не те стимулира да останеш тука. Не мислам дека не е чин на предавство ако си заминеш, секој си ја бара среќата, судбината надвор. Исто така не мислам дека е полесен избор да останеш. Знаете, често пати се перцепира моментот дека ние што сме останале како да не сме успеале. Напротив, јас исто се сметам подеднакво успешна како и тие што си заминале, затоа што ние тука што сме останали имаме свој борби за водење, со свој предизвици и како што разговаравме, некој мора и да остане тука. Следите тренинг гостинка во емисијата, писателката Симона Јовановска. Што е уметникот денес? Конкретно можам да кажам за писателите, јас како автор, кога пишувам, сакам пред се она што го пишувам да допре до читателот, да предизвика во него некаква реакција, емотивна дилема да отвори, да затвори некаква дилема. Меѓутоа, уметникот секогаш бил колекционер на актуелната состојба и време и место во кое што живее и ги рафинира собраните информации и откако ги рафинира низ неговиот личен филтер ги пласира во јавноста повторно чисто за да не бидат заборавени, да подсетува, да апелира, да поттикнува, така што мислам дека уметноста е еден вид на катализатор кој што иде од народот и повторно се враќа кај народот. Значи, се почитува ли гласот на писателот? Се слуша ли мислењето на писателот? Па, јас немам впечаток дека тоа е така, затоа што, како што гледате на разни, по основ на разни прашања, теми кои што се значени за колективот, за државата, не сум информирана дека писателите се повикани да бидат консултирани, да биде земено предвид нивното мислење. Го губи писателот статусот што го имал некогаш, веројатно тоа е резултат на негрижа од страна на државата или резултат на времето во кое што живееме или се сменја времењата. Македонската книжевност може ли да се биде како може ли македонската книжевност да биде како неизбежен и единствен излез од суровата реалност со која сме обкружени на болести, смрт? Па, книжевноста не ја гледам како единствен излез, никако во никој случај. Единствениот излезот треба да се бара на терен, значи треба политиката на државата, во која што ние самите ја одредуваме со правото на глас, треба да работи на политички програми кои што се во интерес на граѓаните и книжевноста може да представува само еден вид на личен излез на поединецот во моменти кога има слободно време да одвои дел од својот буџет и дел од своето слободно време да прочита некоја книга и да доживее нешто лично. Меѓутоа, во пошироката слика на крајот последниот збор, односно последниот клуч за отварање на вратата кон излезот мора да дојде од власта. Јовановска, потекнувате од Гостивар, гостиварчанка сте, живеете во Скопје, самохрана мајка сте, работите во приватна пиар и маркетинг агенција, во исто време сте и писателка. Како успевате да го менаџирате денот?
Да, и вежбам. Па искрено, со добра организација. Звучи како клише, ама ги ставаш приоритетите на листа и гледаш што не смее да се одложи, што може да се одложи за понатака и што може да се одложи за некоја поблиска или подалечна иднина. Јас најмногу во овој момент може да трпи мојот социјален живот, меѓутоа лично не чувствувам дека правам жртва, затоа што и како помлада кога сум била, никогаш посебно не ме привлекувал тој начин на живот, дискотеки, клубови, така натаму. Така што многу сум заштитнички настроена кон својот круг на пријатели кои што ги имам. Гледам да им посветам квалитетно време на своите деца. Одам на работам со прекрасни колеги кои што ми порача да ги поздравам исто и во оваа прилика. Така што клишето пак ќе се вратам. Ако се сака и ако си доволно организиран и ако си дисциплиниран, се постига еден добар ред на живот. Благодарам за издвоеното време. И благодарам и вас за разговорот. Симона Јовановска, македонска писателка. Тоа треба да се размислува и долгорочно и системски. За да ги вратиме назад, треба да им понудиме соодветни услови, да ги вратиме нашите истражувачи, овде треба да им обезбедиме определени даночни олеснувања, младите да им обезбедиме сигурност дека ќе бидат подеднакво вреднувани овдека во нашата заедница, дека ќе имаат квалитетни работни места, дека ќе имаат сигурност дека нема да има клиентелизам, непотизам, корупција и дека ќе имаат еднаков третман. Мислам дека тој тип на системска безбедност им е потребна за да ги задржиме. На крајот од овој месец сите факултети ќе го избираат и институти ќе го избираат новиот старешина. Кој ќе биде новиот ректор? Дали на оваа позиција ќе остане досегашната или ќе дојде нов? Во пресред на тоа се подготвува и новиот закон за високо образование. Се очекува да стартува и новиот закон за високо образование, речиси во исто време, кога би седнал и новиот ректор, а тоа е 15 септември. Гостин во ово издание на Трининг е Билјана Ангелова, актуелната ректорка. Инаку да подсетам, во изминатиот период гости во ово издание, во Трининг беа и актуелните ректори на универзитетите во Македонија. Ректорке, на почеток, законот за високо образование влегува во завршна фаза. Кои се вашите првични критики, забелешки и гледате ли дека овој закон оди во вистинска насока, иако имаше лавина на реакции од ваши колеги од останатите факултети? Законот за високо образование беше излезен на ЕНЕР крајот на јануари месец оваа година и навистина предизвика големо внимание и што е логично бидејќи го ја дава стратешката рамка на делување на универзитетите во високото образование. Практично се пакет од 3 закони. Законот за високо образование, квалитет во високото образование и законот за научно-истражувачка дејност. Нашиот универзитет секогаш имал експлицитни ставови по битни стратешки прашања, ова е едно од најважните за нас, па затоа во една инклузивна постапка, каде што беа вклучени сите факултети и институти, го ставивме законот на јавна расправа. Сите наши заклучоци ги сублимиравме, се донесоа одлуките на ректорска, на сенат и потоа соодветно беа доставени до Министерството за образование и наука. Меѓутоа, она што е важно и сакам да го напоменам, е дека имавме јавна дебата, иницирана од страна на Министерката за образование и наука, која што со трпение и внимателно ги слушна сите ставови и заклучоци. Онаа верзија која што во моментот е на ЕНЕР, можам да кажам дека во целост ги рефлектира барањата на универзитетот. Она што ние побаравме како универзитет е речиси целосно имплементирано во она што го гледаме како последно законско решение на ЕНЕР. Дали тоа значи дека сите критики кои беа потенцирани во изминатиот период се надминати? Надминати се. Прво што сакам да потенцираме дека на Универзитетот Свети Кирил и Методи никогаш немаше дебата или реакција на позголемените критериуми за избори и реизбори во звања. И тука ги гледаме повеќе реформските аспекти на овој закон.
Затоа што дефинитивно со овие критериуми ќе ни се зголеми интернационалната видливост, ќе ни се подобри рангот на меѓународните сервиси за рангирање, затоа што со овие зголемени критериуми ќе се наметне да се зголеми публицистичката дејност кај наставниците, а тоа е клучен критериум за да се најдеме на овие меѓународни сервиси за рангирање. Исто така има голема флексибилност кај законот, односно има одложена примена на овие критериуми, така што сите професори кои што се, односно наставници кои што се затекнати во определени звања ќе одат во нареден избор. Првиот нареден избор кој што сега ќе им следува ќе биде извршен по постојните критериуми, а потоа наредните избори ќе одат по новите критериуми што ги протежира новиот закон за високо образование. Освен базите на Web of Science, инсистиравме како универзитет да бидат отворени особено за хуманистичките науки, базите на Scopus, тоа се базите на Elsevier на Scopus, така што тоа е сега овозможено. Комплетно се внесени критериумите што ги баравме за избор и реизбор на наставниците на уметничките факултети, така што во тој сегмент нашите барања се целосно задоволени. Потоа вратени се во законот со работничките звања кои што ги баравме, тоа се помладите асистенти, затоа што тоа ни е многу битно за да имаме еден континуитет од демонстратори, помлади асистенти, потоа асистенти, за да потоа навлезат во нивниот кариерен пат до повисоки звања. Ректорке, како за илустрација за состојбите во високото образование, имавте средба консултативно со сите ректори, учествува и дел од младинските организации. Меѓутоа, забележав неколку констатации. Во Битола, например, нема настава, бидејќи нема парно. Студенти од Штип одат на пракса во Скопје, има големи финансиски разлики во финансирањето на универзитетите, како за пример 245.000 евра за капитални инвестиции минатата година за УКИМ, а 2 милиони евра за универзитетот Мајка Тереза. Буџетите за капитални инвестиции универзитетите ги добиваат од страна на Министерството за образование и наука. Секоја година добиваме буџети за таа намена. Точно е дека не се доволни за нашиот универзитет, бидејќи УКИМ е најголем универзитет и е стар универзитет. Ние за 3 години правиме 80 години. Значи голем дел од зградите на нашиот универзитет се веќе за руинирани, потребни се. И ние континуирано правиме инвестиции. Дел ги правиме од собствени средства, дел од фондовите кои што ги добиваме од страна на Министерството за образование и наука. Така што сукцесивно од година во година правиме определени капитални подобрувања, меѓутоа не е доволно, потребни се поголеми средства. Ректорке, зошто Македонија и натаму е далеко од Шангајската листа? Далеко е заради тоа што нема доволно наука. Значи потребно е наука за да има и квалитетно високо образование, потребни се истражувања и потребно е објавување на трудови. Недоволно се објавуваат трудови? Недоволно се објавуваат. Ние имаме статистика на направено дека потребно е да објавиме 3 пати повеќе од она што сега го објавуваме за да се најдеме на Шангајска листа. Покрај тоа, критериумите на Шангајска листа се многу ригорозни. Кога би било тоа достижно за нас? Една од мерките дефинитивно е фатена со законот. Значи со зајакнување на критериумите за избори во звања, каде што се бараат повеќе трудови објавени на Web of Science, дефинитивно ќе се одрази во догледно време, тоа ќе рефлектира подобрување на рангот на интернационалните ранглисти. Сметате ли дека е потребна реевалуација на титулите професорски? Сега со новиот закон не е така. Значи, за имаме предвидено и реизбори. Има критериуми, сега се критериумите на повисоко ниво поставени и ако некој не може да ги оствари, ќе биде реизбран во истото звање. Така што никој нема да остане без работа. Меѓутоа, тие што нема да ги остварат овие повисоки критериуми ќе бидат реизбрани во постојните звања. Зошто мандатите, особено на професорите, се ретко, односно неменливи? Мандатите на професорите, на наставниците избрани во наставно-научни звања се определени со правилници. Правилниците по кои што ние работиме се усогласени со законските решенија. Секој еден наставник, кога ќе се избере во определено наставно-научно звање, има определен мандат колку останува во тоа звање и потоа се реизбира во повисоко звање. За жал, во постојниот закон за високо образование изостанаа секакви критериуми и тоа нас ни се одрази околу публицистичката дејност, особено тоа ни е битно за рангирањето на универзитетот, околу истражувањата и така натаму. Меѓутоа сега со новите критериуми веќе нема да биде така. Како да се направи една строга селекција околу тоа кој се може да дипломира, магистрира,
докторира. Сведоци сме, јавноста е сведок дека многу често имаме случаи на плагиати, имаме случаи на купување на дипломи, магистарски, докторски. Точно е дека има. На нашиот пазар на високо образование доскоро имаше 32 високообразовни установи. Од нив 17 универзитети и до останатите други високообразовни установи. Јас можам да зборувам и да тврдам за она што се случува на УКИМ. На УКИМ таква нешто не постои. Нити имало плагиати, нити се продаваа дипломи. УКИМ секогаш држал до највисоките критериуми. И дипломата на УКИМ е секаде респектирана и отвара врати ширум светот. Нашите студенти, кога ќе дипломираат, каде и да отидат низ светот, практично немаат проблем да продолжат со нивното образование, што го стекнале тука, да го надоградат во странство, да најдат добри работни места, добро да се позиционираат на тој пазар на трудот. Така што на нашиот универзитет постојат строго определени критериуми, се почитуваат тие критериуми и студентите кои дипломира навистина добиваат квалитетно знаење. Дали УКИМ напредува или стагнира? Напредува. Во која смисла? Во смисла дека се повеќе имаме истражувања кај младите, бидејќи младите истражувачи, младите наставници се моторот на нашата институција. УКИМ ги стимулира. Независно од законските решенија, ние секогаш сме ги стимулирали истражување. Ние имаме фонд за наука. Во рамки на интегративните фондови на универзитетот постои фонд за наука со кој што ние ги стимулираме нашите истражувачи. Секоја година, значи, ние финансираме истражување на секоја од нашите единици. Ако објавуваат трудови со импакт фактор, ние ги субвенционираме, плаќаме за тие трудови. Застапници сме на отворената наука. Имаме центар за отворена наука, имаме репозиториум на трудови. Таму се аплаудираат трудовите на сите наши истражувачи. Во моментов направивме и редизајн на репозиториумот на трудови, каде што се аплаудираат сите тие трудови, така што видливоста ќе биде поголема и уште повеќе. Значи, нареден чекор кој што го планираме е УКИМ да се зачлени во Кросреф агенцијата, така што ќе може универзитетот да добие собствена ДОИ идентификација, да не мораме да чекаме ДОИ броеви од страна на Народна универзитетска библиотека. Дали ние создаваме кадри за дома или за надвор? Ние создаваме кадри за дома и за надвор. Повторно ќе кажам, нашите студенти кои ќе дипломираат овдека и кои ќе отидат од надвор од земјата, за жал, тренд кој што не можеме да го зауставиме, добро се етаблираат во тие општества, имаат добри работни позиции. Но зошто ние не правиме напори да ги вратиме назад? Тоа треба да се размислува и долгорочно и системски. За да ги вратиме назад, треба да им понудиме соодветни услови, да ги вратиме нашите истражувачи, овде треба да им обезбедиме определени даночни олеснувања, младите да им обезбедиме сигурност дека ќе бидат подеднакво вреднувани овдека, во нашата заедница, дека ќе имаат квалитетни работни места, дека ќе имаат сигурност дека нема да има клиентелизам, непотизам, корупција и дека ќе имаат еднаков третман. Мислам дека тој тип на системска безбедност им е потребна за да ги задржиме. Билјана Ангелова, ректорка на УКИМ, гостинка во тренинг. Професор Ангелова, може ли да се крене нивото на настава и испитите? Дали се познати случаи кога странски ментори биле рецензенти на докторски тези и одбрани? Секогаш мора и може да се работи на подобро. Значи, квалитетот на наставата мора да се унапредува, исто како и истражувањата. За да имаме квалитетна настава, мора да имаме наука, да има истражувања, затоа што без наука нема квалитетно високо образование. Мораме да се трудиме научните резултати или резултатите од најсовремените научни, апликативни истражувања да ги инкорпорираме во наставниот процес. Наставниот процес ќе треба и понатаму да се редизајнира и да се унапредува. Да преминеме кој еден друг пристап. Ние живееме многу динамично време. Имаме информации многу. Студентите имаат безброј информации за проблемите кои што ги изучуваат преку интернет, преку мрежи. Каков нов пристап е потребен? Она што го викаме problem-based learning. Предавање, учење на база на решавање на проблеми, примена на алатки на вештачка на интелигенција. Тоа се процеси кои што не можат да бидат запрени. Мора да бидат инкорпорирани во наставата, за да може студентите да добијат не само базични академски знања, туку и вештини со кои што ќе имаат многу поедноставен, полесен премин од академската заедница на пазарот на трудот. Ме прашавте дали имаме коментори, странци? Да.
Тоа го имаме пропишано и во нашите интерни правилници. Мислам дека и во постојното законско решение имаме случаи кога имаме ментори и коментори од странство на нашите докторанди. Каква е соработката на УКИМ со корпоративниот сектор? Соработката на УКИМ со корпоративниот сектор е добра, но му треба да биде уште подобра од ова. Ние создаваме кадри за корпоративниот сектор. Ни треба да ги прилагодуваме нашите студиски програми за потребите на корпоративниот сектор. Соработки имаме добри, компаниите гледаат квалитет, препознаваат квалитет во УКИМ, даваат стипендии за студентите, особено на оние кои што се понајмногу на STEM струките, но и не само на STEM, туку и во општествените науки. Меѓутоа, соработката треба да се дигне на повисоко ниво. Моето мислење, ако се наставата и науката, клучните столбови на универзитетите, на високото образование, еден столб кој што е во раст и кој што мора да го зајакнуваме и да работиме на него, е универзитетското предприемништво и развој и соработка со корпоративниот сектор. А што значи тоа? Тоа значи нашите истражувања да имаат апликативна примена. Дел од тие истражувања завршуваат со иновации. Дел од тие иновации може да се комерцијализираат. А во мојата програма ќе се залагам да обезбедиме еден фонд со кој што ќе им обезбедиме на нашите истражувачи да го видат патот од истражување до иновација, од иновација до комерцијализација и формирање на стартапи, односно спин-офф компании кои што ќе произлезат од тие истражувања. Услови кога бизнес заедницата, компаниите, македонските компании најчесто се жалат од недостиг на работна сила, дали не смете дека пред се додека се студира се става акцент на теоријата, а не и на праксата, и веројатно компаниите пред се преферираат готов производ, односно млад кадар кој веќе брзо би можел да се инкорпорира во тимот. Вака сега. Точно е дека студиските програми треба да се прилагодат на потребите на пазарот на трудот. Ние почнавме од минатата година со 3 факултети и со бизнис секторот да формираме менторски парови помеѓу нашата академска заедница и ментори од реалниот сектор, кои што структурираат студиски програми во текот на академската година, каде наставата се одвива во реалниот сектор, во стопанството, не надвор од академската година, во летниот период, туку дел од наставата во текот на академската година се имплементира во компаниите. А сега и со новиот закон за високо образование е многу убаво регулиран овој дел со практичната настава. Таа станува задолжителна, значи во оние предмети кои што имаат апликативна компонента, кои што се поврзани со реалниот сектор, методи и така натаму, дел од наставата да се одвива во реалниот сектор, задолжително се артикулираат тие заеднички студиски програми во кои што партиципираат двете страни, и стопанството и академијата. И на тој начин мислам дека веќе ќе навлеземе подлабоко во потребите на пазарот на трудот. Студентите ќе им го олесниме преодот од академска заедница, од лаборатории и училници во реалниот сектор. Имате ли увид, поточно, сите оние студенти од УКИМ кои заминале на доусовршување надвор од земјата, колку се, дали од некој од нив се вратил и каде се етаблирани на пазарот на труд? Вака се. Прво, универзитетот секоја година дава согласност и ние минатата година сме издале 43 согласности за визитинг професори од странство, и тоа од многу видни и добро рангирани странски универзитети кои што се меѓу првите 500 на Шангајска листа, доаѓале и предавале на нашиот универзитет. Претходната година и пол работевме на еден проект со цел да ја мапираме нашата научна диаспора во странство. И направивме еден солиден пул на истражувачи. Тоа се, значи, наши кадри, завршиле науки, меѓутоа сега се реномирани професори на универзитети ширум светот. Значи, имавме универзитети од Америка, од Абу Даби, од Англија, каде што имаме наши професори, кои што завршиле овдека, па дури и завршиле и докторски студии некои тука кај нас, а веќе се реномирани професори на овие странски универзитети. Направивме пул од околу 600 такви научници, истражувачи кои што сега во странство. Вие сте ректор. Колку научни трудови имате објавени? Многу. Ја имам објавено сигурно меѓу 80 и 100, веќе и не ги бројам, јас имам многу стаж. Каде се?
Воглавно во меѓународни часописи. Влегувате во трка за втор мандат на УКИМ за избор на ректор. Во овој ваш прв мандат, со што може да конкретно во еден збор да се пофалите, а за што жалите што не успеавте да направите? Не можам да кажам во еден збор што успеав, ќе кажам само тоа што ми беше предложено во програмата за овој мој тековен или претходен мандат, исполнето. Моите основни цели беа интернационализацијата, која што по метрика можам да кажам што е се постигнато с големен број на странски студенти, 520 странски студенти, веќе 10% од купниот број на студенти. Станавме членка на КРОСИУ, тоа е Европската алијанса на универзитети. Во моментов работиме на 107 меѓународни активни проекти, големи приходи од меѓународната соработка, дигитализацијата комплетно завршен процес, воспоставена структура на квалитет, покачени плати за вработените на универзитетот, ставена во функција спортската сала на УКИМ дводеценијски проблем, каде што решивме две паралелни постапки за да ја добиеме и собственоста, а потоа и реконструкцијата на спортската сала, отворени 4 нови лекторати, еден е возобновен. Во едниот имаше проблеми, не беше во функција, значи лекторатот во Тирана е сосема нов лекторат по македонски јазик. Во Неапол отворивме, возобновивме лекторат после 15 години, нов имаме лекторат во Нитра и лекторатот во Анкара, кој што за жал имаше неколку години застој, не беше во функција, ги решивме проблемите, така што во моментов можеме да се пофалиме со 14 лекторати ширум светот до Пекинг, каде што се изучува македонскиот јазик. Направивме значителни капитални инвестиции во факултетите, институтите на универзитетот. Ја субвенциониравме публицистичката дејност, истражувачката дејност на нашите единици. Ке продолжам во насока на тоа уште повеќе да се субвенционира меѓународната соработка, затоа што во неа гледам многу придобивки за универзитетот. И трансфер на ноу-хау, вмрежување, истражувања, искуства кои што ги стекнуваме од тие интернационални контакти, трансфер на ноу-хау на нашиот универзитет, финансиски бенефит. И за таа цел сакам да формирам револвинг фонд на универзитетот, со кој што ќе се субвенционират меѓународни проекти каде што се бара контрибуција во текот на аплицирањето. И исто така, веројатно ќе се промени, сигурно ќе се промени уствари методологијата за пресметка на трошоците кои што се зафаќаат од меѓународните проекти, каде што имаат многу низок процент на општи трошоци, со цел да им се овозможи што поголема флексибилност на истражувачите во текот на и за имплементација и во текот на аплицирањето на овие меѓународни проекти. Колку и на каков начин вештачката интелигенција ќе влие врз високото образование? Вештачката интелигенција влие на високото образование и тоа е процес кој е незапирлив. И тука нема да се спротивставуваме. Вештачката интелигенција ќе стане дел од наставата и од истражувањата на универзитетот. Смете дека тоа е придобивка или може да биде се уште ја гледам, не, се уште ја гледам како придобивка, меѓутоа треба да бидеме многу внимателни. Во примена на вештачката интелигенција, анализа на резултатите кои што ги добиваме со примена на алатките на вештачка интелигенција, меѓутоа тоа е незапирлив процес и ќе се трудиме максимално да го инкорпорираме и во наставата и во истражувањата. Благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Професор доктор Билјана Ангелова, актуелен ректор и кандидат за втор мандат при избор на нов ректор на УКИМ. Тука е крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Се надевам дека со изборот на соговорниците и темите го задржавме вашето внимание и овој петок. Следете го и репризното издание в недела, инаку ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути. Најновите информации, теми и анализи можете да ги следите на triling.mk. Довидување до идниот петок во исто време.